Во Крушево вечерва во музеот на НОП се одржа изложба и презентација на мултимедијалните работилници, чија цел е реактуализација на делото и ликот на нашиот великан во сликарството Никола Мартиновски. Млади автори од Крушево под менторство на уметникот Емил Солески твореа дела од Мартиновски. Во првата работилница се сликаше делото Визита или Именден, а во втората работилница Младите таленти од глина изработуваа скулптура на делото Мајка и дете. Настанато е дел од мултимедијалниот фестивал Цело е кога се има 30. Како прво имавме онлайн работилница поврзана со пред се, значи се работи за изложба поврзана со творештвото и делото на Никола Мартиновски, крушевскиот уметник, сликар. Можам да речам татко на современото македонско сликарство. Значи, со децата изработивме, обработувавме тема, една тема од неговите дела, многу интересна, Именден, односно Визита во Крушевски, каде што учениците ја изработија во класични сликарски техники, а потоа се обидовме или направивме дигитална обработка преку одредени дигитални филтри, за да евентуално го подобриме квалитетот на сето на што изработено, од тука и да изучиме одредени современи техники на сликарски техники. Другата работилница беше на тема Мајка со дете, повторно една многу обработувана тема на Никола Мартиновски, каде што учениците, за разлика од Мартиновски кој што се занимавал со сликарство, се обидоа овај пат мајката со дете да ја прикажат во тродимензионално, значи моделиравме во глина, во првиот дел од работилницата, а потоа тие малецки скулптури, миниатури ги обработивме со боја, со цел да постигнеме некои нови ликовни вредности, секако инспирирани од творештвото на Мартиновски, неговите бои, лепеза на бои. Првата работилница се изведувала онлайн, а додека втората со физичко присуство во дворот на училиштето Наум Наумовски Борче во Крушево. Учествувале ученици и од основното образование и од средното, а имало еден учесник кој што имал завршено Ликовна академија во Скопје. Работевме и со цртање, но и со глина. Со цртање главно ги повеќето со цртање работевме, но и со глина беше интересно. Неговото познато дело, мајката кај што го дои своето дете, тоа ни беше главното со глина. Со цртање имавме повеќе избори од неговите дела, но тоа беше најглавното беше да ги преработиме тие, да го запамтиме, да ги запамтиме неговите дела, да убојат дека работевме заедно, дека чувството после долг период немавме контакт со коронавирусов и добро беше вака што се собравме, така младина од државава, и се надевам дека ќе продолжиме вака со работки, не само со Мартиновски, со други познати наши дејци. Искрено беше интересно. Првата работилница работевме со глина, како една прва задача, прва цел, што ни беше требаш да направиме како една фигура, тоест една композиција, мајка со бебе. Искрено, добро, одма го направивме тоа, многу бевме успешни сите, можам да кажам. После втората работилница ни беше да го обоиме нашето дело, всушност, со бои. Користевме акрилни и темперни и ги обоивме нашите дела. Интересно беше многу. Како оценуваш целиот овој фестивал Цело е кога се има 30, чии што дел е ова изложба? Па да, јас искрено, доколку на една бодовна скала би го оценил, е 10 од 10, искрено многу интересно беше. Цело е кога се има 30 е интересен проект, кој што го вклучуваше и нашиот настан, последниот настан всушност, каде што ние малце се забавувавме со глината и со боите. Се занимавам со уметност од млади години. Ме привлекувала едноставно уметноста, начинот на изразување и сето тоа.
Повеќе сликарство или скулптура, вајарство? Скулптура дефинитивно. За сега повеќе ме влече скулптурата. И на твоја оценка за целиот овој фестивал, цело е кога се има 30, од чишто дел е оваа изложба? Јас мислам дека беше многу едно убаво искуство и дека ова треба да се повтори и не само за Никола Мартиновски, треба и повеќе вакви настани да има. Фестивалот цело е кога се има 30 продолжува и утре во Брос Бургесен бар Прилеп со прикажување на двата документарни филмови. Првиот за култната македонска рок група Мизар, кој што се вика Мизар, звезда на надежта, и вториот документарец насловен како Кейв, за македонската чалгиска традиција.